Почитувана публико и организатори на еден вака прекрасен настан, жал ми е што не сум со вас на прикажувањето на еден филм кој мене многу ми значеше, иако при секое гледање го доживувам на поинаков начин. Но ете се договоривме со интересно исто Ана, да како и насловот на филмот, иако насловот на филмот е Хаотична Ана, но организаторката Ана е далеко од хаотична, извонредно е организирана. Како и да е, направивме договор за едно моје кусо обраќање, кое што реално не е она што се очекуваше, значи разговор и дискусија после филмот, туку некаков вовед пред филмот. Во таа смисла морам многу да променам во однос на она што сакам да кажам и секако ми недостига еден човечки контакт и дискусија, бидејќи овој филм навистина делуваше различно на мене во различните фази кога го гледав. Со оглед на тоа што ова иницијално воведно излагање всушност не би требало да биде разоткривање за деталите за филмот, туку некаков тригер за тоа зошто може би требале да го погледнете со внимание. Значи нема да давам многу детали околу тоа зашто е конкретно содржината на филмот. Накусо би кажала, предпоставам знаете, ова е филм на Хулио Медем, кој што веројатно на љубителите на филмот им е попознат со неговото остварување од, ми се чини, 2001-та Сексот и Лусија, или Луција. Ова е остварување од 2007 година и е наречено Каотик Ана, односно Хаотична Ана. Кога го гледав прв пат филмот, далеко од тоа дека сметав дека е хаотичен, иако навистина може да ви се чини хаотичен, ќе ве предупредам дека ќе има гледачи кои што веројатно ќе сметаат дека овој филм длабоко ќе влијае врз нив и гледачи кои што можеби воопшто нема да го ценат или нема да им се допадне. Значи би кажала еден филм кој што произведува некако видна опозитни, бинарни реакции од оние кои што навистина го ценат или обожуваат до оние кои што сметаат дека има некаков хаос кој што не води кон никаква еволуција или резолуција. Јас го условив излагањето за мистиката на жената низ визуелниот наратив на Хаотична Ана, токму поради тоа што сметам дека додека го гледате филмот треба да обрнете особено внимание на визуелниот наратив, кој што е извонредно битен во овој филм, иако станува збор за филм од 2007 година, и станува збор за филм кој што далеко од тоа дека е холивудски филм, нема да ги добиете тие визуелни тригери кои што може би ги посакувате, но кога зборам за визуелен наратив, зборам за една символика која што е проткаена низ филмот од самиот почеток па до крајот. Почнувајќи за визуелниот наратив, кој што сметам дека е клучен во овој филм, ќе ве замолам како гледачи да се осврнете на тие неверојатно интересни символи од самиот почеток, имено пердувиот птица. На самиот почеток станува збор за пердувот птица и тоа сокол. Понатака исто така тие пердуви од птица ќе се проткајуваат низ филмот во ред други сцени. Истиот сокол нема да го видиме, меѓутоа ќе видиме пердувот птица на една господја која што можете да интерпретирате на оваков или онаков начин и понатака исто така на еден патриархален лик од минатото, од индигените индијанци, односно Native Americans, како што се нарекуваат, кој што Ана го преживува или доживува низ својата свест, за да не или подсвест. За да не откривам, како што реков, многу детали, значи пред се би ве повикала да обрнете внимание на тој визуелен наратив. Исто така портите, односно вратите кои што цело време се проткаени низ овој филм и се разбира многу интересните цртежи кои што Ана ги работи. Она што е многу битно да го земете предвид, што ја не го знаев на почетокот кога го гледав филмот, и можеби и не треба да се разоткрие иницијално, па сепак сметам дека од кога го дознав ова, одигра некоја друга улога во моето доживување на филмот, што всушност Медем е длабоко погоден од загубата на неговата сестра, која што е Ана, која што ја губи на возраст од 22 години. Ана исто така била уметничка и всушност треба да настапи некаде на некој настан на биенале и при доаѓањето таму се случува трагична несреќа во која што таа го губи својот живот.
Значи, филмот Ана, па дури и цртежите кои што ги гледате во филмот се всушност цртежи од неговата сестра Ана. Мислам дека тоа игра една многу битна улога во тоа да разберете, дури и доколку сметате дека е некаков хаос прикажан и не можете да се синхронизирате или да го соджвакате она што го гледате, треба да сватите дека е длабоко интимна приказна која што произлегува од еден трагичен настан, од една лична загуба, па во таа смисла многу елементи во филмот се и празнината или празнотијата која што настапува со губењето на некој близок, односно смртта како нешто што или настапува и носи огромна празнина, или нешто што требаме да го внесеме како сегмент како неминовен сегмент во нашите животи и да имаме некоја, да кажам, разбирачка, односно некаков начин на живење со таа свест за минливоста на се. Значи, визуелен наратив, тоа се символиката, која што ја спомна веќе неколку пати, обрнете внимание на тоа, на многу убавата визуелна, би кажала, приказна, односно сценографија и символика, почнувајќи од пердувите, од портите, од начинот на кој што Ана, кога се сели во различни места од пештерата, провлекува со своите прсти низ градовите каде што оди и го чувствува ветерот и етерот, онаму каде што се наоѓа. Второто што би сакала да го кажам за овој филм, без да откривам детали, значи Ана е уметничка, очигледно поврзана длабоко со една многу трагична, длабока, интимна приказна на самиот режисер и загубата на неговата сестра. За мене е ова една приказна за, би кажала, жената, односно воопшто за големината на целиот тој женски елемент. Во известна смисла, веројатно ќе насетите тука и некаков манихеизам, односно поделба бинарна на добро и лошо, во онаа смисла во која што имате опозиции на женскиот принцип како добар принцип и машкиот принцип како лош принцип. Честопати од пријателката на Ана, која што е во колонијата каде што млади уметници работат, ќе повтори напати all men are rapists. Меѓутоа, не е дури идејата, по мене не е толку форсирање на таа бинарна дихотомија, односно на манихеизам помеѓу добар женски принцип и жената како мајка и на motherland, на мајковината наспроти татковината. Затоа што всушност мислам дека станува збори за потенцијално една голема надеж која што овој филм носи за добрината на, хипотетички, добрината на човештвото, затоа што Ана во еден момент ќе извикне I'm the mother of good men, што значи не е само конфликт помеѓу добар женски принцип и лош машки принцип, туку еден обид да се види некаква надеж во човештвото и дека луѓето можат да изнајдат сила за некаква добрина. Дефинитивно има политички ангажман филмот, тоа нема да го спорам и ќе го видите низ неколкуте елементи. Ана проаѓа низ одредени хипнози, така да овој филм е една хипнотичка приказна, и нема да откривам детали кој ја хипнотизира, низ какви хипнози проаѓа, но таа во себе живее животи на други жени кои што сите го губат животот на 22 годишна возраст. Тие животи се од многу различни жени и најчесто се жени кои што настрадуваат од некаков, повторно ќе кажам, патриархален, доминантено машки лош елемент, но не оној добриот за кој што Ана вели I'm the mother of good men. Во таа смисла, значи, имате една навистина длабоко хипнотичка приказна која што ја истражува жената дури низ, ја би кажала, низ митолошки аспекти, дури низ сите оние елементи на, па би кажала, и Едип и Електра, ќе го погледнете, тоа нема сега да откривам, и мислам дека тој женски принцип се открива уште од самиот почеток, од пештерата, па на крај до облакодерите, затоа што Ана на почетокот живее во пештера, меѓутоа ќе ги менува на Ибица, се разбира на некој од вас можеби тоа нема да им се допадне, цел тој хаос на некакво хипстерско живење и наводна некаква длабоко спиритуална порака, меѓутоа мислам дека Медем тоа го прави со цел. Она што е многу убаво, значи Ана ќе ги менува местата на живење, затоа велам од пештерата па се до облакодерите. Она што е многу убаво е исто така што Медем работи преубаво со
Камерата во она смисла во која што снимките како што се Њу Јорк од пристигнувањето кон Њу Јорк со брод кон пристаништето, проаѓањето кај статуата на слободата или патувањето во Аризона кон она што е познатото Monument Valley, места кои што се многу познати, кои што се ги гледале веројатно цело време или честопати на телевизија, на документарци и така натаму, кога ги гледате во филмот се чини како да се нешто што го гледате за прв пат. И мислам дека тука има исто една многу убава, моќна визуелна приказна направено медем. Значи, како што кажав, претходно политичкиот ангажман е неминовен и мислам дека ќе го насетите, особено во крајот, во еволуцијата на филмот, што за многумина, кога ќе гледав различните критики, разочарани се можеби од некаков поинаков исход што го очекувале, но по мене токму крајот беше некаква врвна кулминација. Дефинитивно постои еден политички ангажман, особено со проблемот на американската окупација врз Ирак. И тоа е проткаено низ оваа приказна на медем во неколку наврати. Мислам дека ќе го почувствувате и низ љубовната врска која што Ана ќе ја оствари со еден лик, нема да го откривам името и неговата приказна, но особено во крајната кулминација на она што Ана го прави. И мислам дека она што ќе се случи на крајот, по мене барем, неверојатно моќно се врзува со почетната сцена на филмот и може да се интерпретира на различни начини. Првата сцена со птицата и последната сцена на Ана и што и се случува неизе, мислам дека можат да се поврзат на многу интересни начини, да се интерпретираат на различни начини, но повторно велам, нема да го разоткривам. Во кратки црти, значи, бидејќи организаторката Ана ми кажа да направиме 15 на минути излагање, би ви кажала вака, кога првпат го гледав филмот, бев навистина вџашена и длабоко изменета внатре во себе и се преиспитував за многу работи, и кога го гледав, ми се чини некаде 2010-та, 11-та. Го гледав повторно, наскоро потоа и го гледав вчера, за да повторно ги видам сите детали кои можеби сум ги пропуштила и да си го освежам сеќавањето. Вчера беше сосема поинакво искуство, можеби заради тоа што знаев дека треба да подготвам некакво излагање. Меѓутоа, нов момент беше и тоа што, читајќи повеќе за овој филм, го дознав тој елемент и затоа ви го соопштувам вас. Сметам дека не расипувам ништо во тоа, дека ова е длабока интимна приказна на медем и неговата загуба на сопствената сестра, која што загинува на 22 годишна возраст. Ана по мене не е хаос. Ана е еден, како би кажала, една неверојатна констелација од преубава женска енергија. И мислам дека на крајот ја раскажува или ја доловува таа идеја за потенцијалот на, ајде да речеме, солидарноста на жените и на мажите, доколку имаат капацитет да ја изнајдат добрината или оној најдлабок корен во нас, коренот на љубовта, а веројатно медем претендира на тоа дека можеби сепак жената е онаа која што може да допре најдлабоко или да го посее тој корен на љубовта, за да тој и тоа семе на љубовта, за да тоа понатаму расте. Значи, повторно, ете би кажала неколку 2-3 работи да ги сублимираме. Дефинитивно политички ангажиран филм, ќе видите вие со кои елементи тој се засегнува, односно што критикува. Преубава визуелна нарација по мене, особено во символиката. Многу убаво вклопени сликите на сестрата Ана во овој филм. Многу интересни символи како птицата, пердувите и портите, односно вратите, кои за Ана се некогаш отворени, некогаш затворени. Неверојатно убавата приказна за древната мудрост на жените и за, повторно ќе кажам, мајковината, а не татковината. Потенцијалот на жената можеби да ја открие она или да ја отвори портата на вистинската добрина и љубов, но и можноста за некаква идна добрина на целото човештво, повторно преку принципот на жената. Верувам дека ќе има преубава дискусија после овој филм, ако има, се надевам дека ќе има, ќе ми биде навистина огромно задоволство доколку има и ќе очекувам
Ана да ме извести околу ова. Од мене уживајте во скоро двочасовното патување со она што сепак по мене не е хаотична Ана, туку е Ана полна преубава женска енергија и љубов. Ви благодарам уште еднаш и имајте пријатна проекција.